Ајде, присоберете се што вие. Не умревме, бре, луѓе. Ајде, ајде. Ајде, Миша! Татја! Каде си, Татја? Ова не е ни прв, а ни последен фронт, браќа. Кога ќе умреме, само Господ си знае. Ајде! Остави го човекот на мира. Ајде се иди. Куќава празна ќе ни остане без вас. Ќе ни недостасувате. И тоа многу. На веридбата на Валентина повторно ќе се видиме, се радувам. Со големо задоволство ќе дојдеме. Нека повели овде. Прима балерината на Болшој Татјана пристигнала во нашата куќа. Извинете ме. Имам среќа денеска. Сите што ги сакам се тука. Честа е наша. Добре не дојдовте. Господјо Богаевски, Валентина, добре дојдовте. Почитувана Шула. Татја, убаво што те гледам. И јас тебе, Шула. Имаш еден аманет кај мене. Знам дека беше заљубен во својата униформа. Ама јас те натребав да се откажеш од неа. Искрено сум тажен поради тоа. Ама морав да го направам тоа, Петро. Зборувавме доволно долго за ова сеит. Сега зошто ја отвараш темава повторно? Одам на фронт, Петро. Меѓу нас не би сакал да остане нешто неразчистено затоа. Може би си ми лут заради тоа што те натерав да дадеш отставка, иако тоа е вистина. Сакам да знам. Напротив. Навистина сум ти благодарен заради тоа. Уште како деца се надпреварувавме. Може би токму заради тој надпревар станавме подобри луѓе. Но јас веќе одамна се откажав од тој надпревар сеит. Успесите на мојот најдобар пријател станаа моја среќа. Благодарен сум ти што ми ја спаси честа и достоинството, Сеид. Да не беше ти, Сеид, јас ке го изгубев сето тоа. Петро, твојата немирна совест е најголема казна. Знам дека не можеше да спиеш. После оно што се случи таму. Онаа вечер не беше погоден само Евгений. И во моето срце се отвори огромна рана. Да. Ама ќе се затвори. Со време ќе се затвори. Знаеш дека нема да заборавам. Како и да е. Се надевам со вашите испукани куршуми ќе победиме. Така е.
Одете со здравје и вратете се со голема победа. На здравје. На здравје. Си се сретнал со Шула? Да. Бе во болницата, за да се поздравам. Кога веќе вака почнавме да зборуваме, ти лут ли си ми за таа вечер? Знам дека ми се налути заради тоа што ти попречив да го дадеш писмото на Шула. Не. Напротив, ме врати од една голема грешка. Сигурен ли си? Да. Да го дадев писмото, сега јас ќе имав немир на совест. Драго ми е заради тоа. Ова што ќе ти го дадам, може би Сид никогаш нема да ми прости. Ама ова треба да е во твоите раце, Шула. Нестрплива сум да ги видам ружите што ги одгледува госпоѓа Борински. Мора да ги видиш. Тина, ќе те молам, придружувај ја татја. Ќе одам да земам нешто за да облачам. Се разбира, повели. Слушнав многу убави работи за градината. Драга Шула, ти си мојот најубав подарок во овој живот. Но откако ги видов твоите тажни и несретни очи, како да помина куршум низ мене. Те повредија, ти ставија отров во твоето чисто и големо срце. Те молам, дај ми прилика да се искажам. Кога те здогледав, за прв пат занемев. Јас повеќе немам своје минато. Имам само иднина која ќе се грее од твоето љубовно сонце. Срцево никогаш нема затреперено силно се до моментот кога јас те видов тебе. Никоја до сега не ми донесе таков спокој, возбуда и среќа, како што ти го направи тоа. Ми се појавија некои чувства кои до сега не сум ги имал. Те чувствувам на секаде, Шула. Јас те сакам, Шула. Те молам, дозволи ми овие зборови да ти ги кажам, додека те гледам во очи. Сакам твојата љубов да ја понесам со себе. Нели ќе облечеше нешто? Мислев ако се напијам чај ќе се стоплам. Добро, тогаш да подготвам чај. Вие сакате ли чајот тарчен? Да, го обожувам, ви благодарам. Ти благодарам. Писмото во прави раце, мислам. Посакувам зборовите да беа вистинити. Не знам што пишува во писмото и како би ти помогнала, ама само знам дека првпат го гледам Сеид заљубен. Ти се колнам во Джелил дека Сеид е лудо заљубен во тебе. Изгледа писмово требаше да ти го даде за време на балот, ама не знам зошто не успеал да ти го даде. Никогаш го немам видено волку повреден. И јас бев повредена. Знам дека љубовта кон Сеид ќе трае вечно, но заради гордост му го свртев својот грб. Зошто? Нели е доволно тоа што бев дел од некаков ефтин облог? Кој ти го кажа тоа тебе? Ете, и ти го знаеш тоа. Значи вистина е. Да, постоеше еден глупав детски облог. Но во моментот кога ти влезе и Сеид те стогледа, тој се откажа од облогот. Заради тоа што се заљуби во тебе во истиот миг. Поминаа многу жени низ животот на Сеид.
Но никогаш немаше една шула. Верувај ми. Ако и тебе ти трепери срцето исто како на Сеид, треба да й дадеш шанса на љубовта. Сад утре одат на фронт. Можеш утре да му одговориш на писмото на Сеид. И тоа гледајќи го во очи. Што велиш? Утре со татко ми ќе ги прошетаме фабриките до досна во ноќта. Простете, што нема да можам да ве придружам во болницата. Не е никаков проблем. Барон Константин ќе дојде по нас. Вечерта сме кај неговата тетка на гости. Госпогица Татјана ја покани Шура на некаков концерт. Да. Најпрво ќе го посета татко ми, а после концертот тие ќе ме однесат дома. Тие? Татја и поручник Джилил Кемилов. Земале дозвола од тетка ми денес и јас бев изненадена. Може би ако завршиме порано ќе ви се придружам и јас на концертот. Би било убаво. Сеид? Пристигнале. Се играш со оган. Не и се лути на татија што ми го даде писмото. Единствено што можам е да се заблагодарам. И не ми се лути што не ти дозволив да се доискажеш.
Не убавица. Тебе не можам да ти се лутам. Но кога ме гледаш во очи, уште си замислен. Само мислам на тоа како ќе се разделиме. Утре цели градови ќе застанат и ќе се испречат меѓу нас. Молчи. Шула. Шула. Многу те посакувам. Те посакувам како никоја досега. Многу те сакам. Ама морам да бидам искрен со тебе. Не можам да ти ветам ништо, Шула. Заминувам на фронт. И не знам дали ќе се вратам. Не сакам да се каеш за некои работи. Не сакам да се обвинуваш, ниту себе си, ниту мене. Те посакувам, ама не те поседувам. Ти си единствена за мене, Шула. Сега веќе знам. Ако не те видам повторно, сакам да знаеш дека ти си најубавото нешто во мојот живот. Ти си прекрасна. Боже, колку си убава. Убавица моја. Душичка моја. Прекрасно окце моје. Ти си мојата душа.
Не сакам да те оставам, Шула. Шула. Никогаш не ме оставе, Сеид. Камо да можев да те земам и да те однесам со мене. Ќе бидам со семејството и ќе чекам да се вратиш, па макар да трае цела вечност. Со што сум го заслужил јас ова? Јас сум веќе целосно твоја. Дали знаеш кога би се вратил? Не би можел да знам. Искрено не знам. Сега разбираш ли зашто не можам ништо да ти ветам? Душичка моја малечка, а? Господе, како можам да те оставам овде да заминам? Како? Како? Петро? Мило ми е што ги разрешивте недоразбирањата. Сеид не знаеше дека ќе ме види. Ниту јас не знаев дека ќе се видите. Ова ми беше најубавото изненадување. Многу ми е жал што утре заминуваш. Таман што се најдовте ќе треба да се разделите. Ама војната за тебе сега е поприфатлива. Војната никогаш нема да биде прифатлива. Како и да е. Имаш убава причина за да се вратиш сега. Да. Сега веќе имам. Немој да плачеш. Кога и да помислам на тебе, сакам да го видам тоа прекрасно насмеано лице. Многу те сакам, Татја. Многу. Нема да чекам да се вратиш. Джилил, мојот одговор е... Да. Ќе се омажам за тебе. Секогаш кажувам, најчистата раздолба е кога си самец, така е?
Сакаш да кажеш нема која да те дочека. Кога се оди во војна, се дава само еден збор кон татковината. Така ли, Петро? Во право си. Петро? Внимавајте на себе, ве молам. Не грижете се. Ќе се молам за тебе секоја вечер. А јас секоја вечер ќе го повторувам ова. Господе, дозволи ми. Дозволи ми да живеам доволно долго за да бидам со мојата сакана. Сеид. Срцево. Срцево ти го оставам како аманет, сакана моја. Јас тебе моето. До скоро видување, пријателю. Довидување. Да ми се вратите сите живи и здрави. Ако не ни избега возов, ќе се вратиме, да. Не грижи се за овде. Патувајте убаво и вратете се здрави. Ајде, луѓе! Ајде, ајде! Ќе се вратам. Ќе те чекам. Ќе се вратам. Ќе те Ќе чекам. се вратам. Љубов моја. Од сега ти си ми најголемата причина за да живеам. Запамти го ова. Сеид, љубов моја. Ти пишувам писмо кое не знам кога ќе го добиеш. Поминаа 7 месеци.
расцветаните цвеќиња, сувото лето, жолтите лисија ми се сведоци за тоа колку ми недостасуваш. Додека повторно не се сретнеме, се што сакам да знаме дека си жив. Љубов, нетрпеливо го чекам писмото што ќе ми донесе добри вести. Од татја ли е? Да. Татја се извинува што долго време не можеше да ми израдува со твое писмо. Со надеж чекам да го видам твојот ракопис на секој плик што ќе го донесе, но на крајот се разочарувам. Не те обвинувам. Можам да предпоставам какви се условите, но посакувам да слушнев некаква вест од тебе. Доволно би било само една точка, една капка од мастило. Доволно е да биде од тебе. Откако татја запозна еден офицер, доби вест дека постојано сте патувале. Може би затоа моите писма толку доцна пристигнуваат кај тебе. Може би воопшто не ни пристигнуваат. Може би затоа не можеш да ми пишеш. Како и да е, не сакам да размислувам за тоа. Ништо друго не можам да правам, освен да се молам војната да заврши што поскоро. Татја ми вели дека и таа е во иста состојба. Ниту таа не добила никаква вест од Джелил. Во оваа ситуација, тоа што сте еден до друг, ми дава мир. Ми вели дека е насигурно во твојата куќа во Петроград. Но бунтовниците постојано организирале настани во градот. Татја напишала дека ова е градската војна. Во писмото вели дека работните услови уште повеќе ќе се вложат. Ова се тешки денови за сите нас. Бунтовите во градовите се зголемија. Посакувам тебе да те испратеа на место Миша, за да ја обезбедите сигурноста во градовите. Секој твој здив е и мој здив. Името, твоето име е молитва на моите устни. Те повторувам секој ден и ноќ. Сите молитви се за тебе. Многу те сакам. Твојата Шула. Поубав отколку што се сеќавам. Имотот е многу поубав. Ќе биде добро. Го чувствувам тоа. Мило, Андреј, добро дојдовте. Не можам да верувам. Многу е убаво што ве гледам на нозе. Вие сте причина за ова чудо. Ви благодарам. Не сакам најдобрите пријатели да ги сретнам на постела. Ова е голема чест. Изгледате многу подобро отколку кога дојдовте во Петроград. Ова е успех на Катерина, го знам таа. Повелете. Повелете да влеземе внатре. Долго чекав да ја бакнам оваа рака. Добре дојде, Петра. Мојата тага ја облажува само твоето присуство. Bu kadar pahalı bir şey gelmiyor ya. Bir ekmek bu kadar pahalı, o kadar pahalı olur mu ya? Şu kadar ekmek, bu kadar pahalı. Bu kadar pahalı. Şu patatesın fiyatına bak. Patates bu kadar pahalı olur mu?
Заповедете, господјо. Добар ден. Ова... Сакам да нарачам едно машко одело, ќе може ли? Секако, ќе ви ги покажам материјалите. Ова... Ги заборавив мерките дома. Јас ќе дојдам подоцна. Ви благодарам. Молам. Ве очекуваме. Пријатно. Тука до тука. Не следат. Најдобро е да се разделим. Миша. Сушност, има многу прашања што сакам да те ги поставам. Со задоволство ќе се обидам да одговорам на сите нив. А имаш ли некаква вест од Сеид? За жал, немам никаква вест што ќе те насмее. Но ти ветувам, првата вест поврзана за Сеид ќе ја слушнеш од мене. Веридбата на Валентина ќе биде почеток на убавите настани. Го чувствувам тоа. Се надевам. Има една група во Каргаша која што се зголемува. Не е за верување. Во ред тогаш од каде ги наоѓаат оружјата? Имаме добра причина да стоиме настрана од овие лоши теми, нели, љубов? Тука сме за веридбата на Валентина. Да, така е. Во право си. Простете ми, дами. Како и да е, раскажи ни за припремите за веридбата. Сигурна сум дека сте се намачиле откако се презакажа веридбата. Да, моравме, откако му стигна наредбата на Константин. Надежта за иднината ми се зголемува кога знам дека има честни луѓе како него во војската. Во еден период кога сите се повлекуваат назад, баронот го прави тоа што треба да го направи. Малку фалеше да се покајам за изборот што го направив пред една година. Целта не ми е да ти судам, но да дадеш оставка во време на војна, тоа е многу погрешен избор. Може би зад тој избор има причини кои што никој не ги знае, генерал. Да речеме дека е оправдано. Ако сакате да се одморите до вечерата, вашите соби се спремни. Не можам да го објаснам тоа. Добра идеја. Зошто ако останам тука уште малку, генералот ќе ме обвини за започнување на војната? Каква врска има тоа? Тогаш ќе ви испратам до вашите соби. Повелете. Повелете. Праша ли за Сеид? Шт, Нина. Ќе се видиме на вечерата. Ќе се видиме. Генералу? Немој да мислиш дека си се спасил. Знам дека тоа не е возможно. Шула, ти што правеше периодов? Видов дека многу внимававте на вашиот татко, друго? Размислував за уметниците од Болшој и балетот. Мајка му призна дека Петро се грижи за Шула. Ке треба да се подготвуваме за Шула и за Петро по оваа веридба. Дури и малку доцнат. Какви припреми? Припреми за веридбата на Шула и Петро. Но тоа не може, Шула го сака Сеид. Господја Борински си го заборавила шалот. Што се случи? Им кажав дека не го сакаш Петро, дека си влюбена во Сеид. Војници! Знам дека сите сте изморени. Некој од вас не се спие ни со денови. Со месеци немате појадувано убаво. Помислете на вашите сакани.
на тие што ги оставивте зад вас. Ама ние, на непријателот, ќе му покажеме дека тука сме за да го уништиме секој оној што ќе не нападне. Затоа сме решени. Ако треба да примеме и куршум. Ама денес, ниту еден куршум не смее да ве убие. Не дозволувам. Ви забранувам да умрете. Сите, денес сите до еден, ќе се борите покрај мене. Се до денот на победата. Денес, погледот нека ви биде поостар. Зглобот нека ви биде појак. Срцето нека ви биде бестрашно. Ќе се бориме ли заедно? Ќе се бориме ли заедно? За да можеме заедно да преживееме уште многу години. За татковината! Ајде, војско! Денес е денот на победата! Джелил, да им се вратиме на саканите, брато. Ќе се вратиме. Со среќа нека ти пристигнало писмо. Кога ќе се вратам во Алушта, прво ќе замирам. Со татко дали ќе зборуваш? Ќе побарам негова согласност. Не може на друг начин. Од еден фронт на друг фронт. Најтешкиот фронт е Алушта. Војско! Напред! Не видовме ништо, господине. Во исто време слушавме гласови кои викаа дека има пожар. Ама ова не е несреќа. Во исто време на повеќе места бил подметнат огнот. Никој ништо не видел. По кој пат е ова во последниве месеци? Тој што го стори ова нека се соочи со мене. Нека дојде и нека ми наштети мене, ако може. Стотици луѓе многу ќе патат поради ова. Ова непочитување не е само кон мене, туку и кон вас. Ако знаете кој го сторил ова, немојте да стоите и да молчите. Ако молчите, утре нема да можете да зборувате. Не заборавам ниту една добрина, ама и неправда. Ке ги пронајдам оние кои го сториле ова. Бидете сигурни. Гасете! Ајде! Не стојте! Побрзо!